турбулентен ден во Македонија. Сега се мислев министер за локална самоуправа, но пред се викнав како политичар кој што веројатно е еден од поискусните во тој ков во владата кога е во прашање и сакам малку да го користам вашето искуство бидејќи сте поминували низ едни вакви турбулентни времења. 70 е поблиску до влез на бугарите во уставот и конечно отварање на преговорите или до вонредни парламентарни избори? Па јас мислам до решавање на проблемот со уставот. Не се 70, два гласа од технички причини, пратеникот Николовски, Илија и уште еден пратеник погрешно притиснале пред време, пред гласањето. Да. И еден оправдан одсутен, барем така најави премиерот. Да, 73. И Изет Меджити, ако сметаме дека, како тој се декларира дека е за уставните промени, 74. Но и 70 е јасен сигнал дека владата, парламентарното мнозинство, председателот, експертите ја завршија својата работа и сега е судбината во наши раце, да речем, во рацете на граѓаните кои преку јавниот дискурс што го искажуваат и го бодрат ВМРО да памане, да издржи во ова за нив битка за сочувување на идентитетот, а всушност за закочување на Македонија да исчекори чекор напред. Република Северна Македонија да станува дел од Европската унија. Бидејќи за прв пат во досегашниве овие процеси ние одлучуваме. Судбината е во наши раце. Се надевам дека свеста, совеста, иднината, грижата за своите блиски, роднини, поколенија ќе надвладее и искуството од досегашните овакви турбулентни одлуки кои сме ги донеле, а кои ни донесоа бенефит, колку и да не го признаваме, ќе биде пресудна за да дојдеме до посекуваната цел и Македонија се качи на возот што води кон Брисел. Ќе беше веројатно друга приказната, господин Епинов, ако ги завршивме овие работи во 90-тите години, ќе платевме помала цена, затоа прашувам, сигурно ќе бевме во најмала рака со Хрватска сега. Да, и пред Хрватска да постоеше свест уште на првите блокади кога дојде од Грција во 91-2 и да го разрешивме проблемот тогаш, што многу подоцна го разрешивме со Република Грција, прашањето на името, ние ќе влезевме со 10 во пакетот со 10 земји членки кои што се сега вселенски години пред нас. Да, вака сега ќе имаме поприлично бајаги работа, оптимисти сте и до кога Талат Джафери може да калкулира со ова? Бидејќи седницата е... Па не е ова калкулација, ова е редовна деловничка процедура, да се обезбе, има многу точки, многу расправи кои се одвивани во парламентот и се одлагаат за да се соберат пратениците, кворумот, за да може да се гласаат. Што поскоро ние добиваме. Македонците добиваат, Македонија добива, граѓаните на Македонија добиваат. Колку повеќе одолговлекуваме, искуството ни покажува, потрошивме 30 години, одолговлекувајќи на секое прашање, на крајот го прифаќавме и добивавме бенефити, но губевме години и како резултат на тоа сме сега со овој стандард, со оваа економија, со оваа атмосфера во јавноста, со ова незадоволство. Од што се плаши ВМРО ДПМН?
Јас мислам не се плаши ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН преку анкетите јавноста му дава сигнал, издржи, победуваш, немаш потреба да губиш гласови, бидејќи свесни се они дека на тврдо крило, тврдокорните патриоти, националисти, да речеме, ќе ги загубат ако влезат во овој процес и од тие причини, гледајќи само да се стигне до власта, иако власта им е натацна, ајде да изгласаме веднаш, одиме на избори, сите се повлекуваме од владата, дури и подготовките за изборите да ги подготвува ВМРО-ска влада, но гледате како е. Добро, а зашто вие толку лесно ја предавате власт? Па не ја предаваме, имаме Па не, ама велите, ако го, ВМРО го прифати ова, одиме на избори, ќе дојдат на власт. Това значи дека ќе изгуби оваа коалиција која што ја предводи сега само? Не, тие предлагаат да одиме на избори, па ќе го решаваме на начинот на кој што тие сметаат да го решаваат, во кој што факторот време за нив ништо не значи. Изгубени 10 години се изгубено образование, изгубено здравство, изгубена атмосфера, изгубени млади луѓе кои спаднаа на 16% во македонската популација. Денес пензионерите протестираат по 10 години, тие идни пензионери од кого ќе очекуваат пензии кога нема кој да работи и да го полни пензискиот фонд. Има ли патриоти предавници во приказната? Како што сакаат некои да прикажат? Како се чувствувате вие, например? Бидејќи гледавме аплаузи додека говореше Ковачевски, гледавме аплаузи додека говореа луѓе од ВМРО ДПМН. Некој може би не гледа како предавници, но пак ќе речам искуството. Тоа што на вакви теми во овие 30 години многу често во Македонија е водена расправа предавници и патриоти, изгласувањето на територијалната, на рамковниот, нас ни донесе бенефит. Денес го живееме тој бенефит. Сега нас ни треба економски исчекор во стандардот, во однесувањето. Тој се постига само преку европеизација на Македонија. Сите дебати, алтернативи, руски пазари, кинески пазари, тоа се само за луѓе кои не ги разбираат работите. Руски пазар, кинески пазар, индиски, бразилски, не се освојуваат така лесно. Затоа се исто потребно време. Јас неодамна индиската министерка беше овде, каде можеме да соработуваме, таа вели да ви донесам 3000 едуцирани работници, доктори, инженери, професори што ви требаат, со високи квалификации, на тој начин да ви помогне Индија. Ние таму ќе продаваме и ќе правиме економија. Кој победи денес во собранието или нерешено? Па не може победи, но направивме еден исчекор за да отидеме понатаму, како држава, како народ, како граѓани, како жители на оваа држава, да направиме уште еден чекор понапред. На тој пат ќе имаме проблеми. Бугарија стравот дека ќе прави проблеми, сигурно ќе прави, но ги имаме ние европските сојузници. Можеме да и веруваме. А зошто да не? Па затоа што не излажаа до сега. Ма не сме ние излажани сега, да вие го земате француското вето. Па ние 30 години ги лажеме. 30 години ние не исполнуваме тоа што од нас се бара. Не боли, емотивно е, да, но ако го гледаш правецот, ако знаеш што ти треба, ако знаеш што се постигнува таму, тогаш таму ќе го најдеш идентитетот, таму ќе ја најдеш среќата, таму ќе ја најдеш перспективата. Тоа дека само нас ни се бара, не е точно. На сите држави
им се барани разни услови кои немаат врска со копенхашките критериуми. Па еве Хрватска ја споменат. Хрватска мораше да ги испорача во Хаг генералите кои ја ослободија Хрватска, кои ја понесоа битката, кои беа првите редови за одбрана на Хрватска, тие ги испорачаа во Хаг и еве денес каде е Хрватска. Добро, кој е пораката еве за крај до граѓаните да се чувствуваме како победници, а не понижени? Возможно ли е тоа? Возможно е. Па видите, Да се чувствуваме горди македонци. Ама Знаете, никој ние кога одиме постојано, никој нас македонче и ние сме постојано на че. Ама ние така се чувствуваме. Ајде да работиме да бидеме македонци, големи, Македонци. горди. Ма Сега треба оние да што не гледат родолюбите, некои ќе кажат северно македонци, ќе ни исправат. како сакате. Ние сме Република Северна Македонија. Но сме македонци. Но сме македонци. Говориме македонски. Како да станеме јазик. горди македонци, еве пораката? Како Тоа да веруваме се? Тоа е до нас. Ако сам во себе не веруваш, па секогаш ќе има некој што ќе ме негира. Па и на улица некој плука по тебе, некој ќе те опцуе, некој, не знам, за паркинг, за било што. И во овој процес така. Ќе има и вето, ќе има и притисоци, ќе има и други барања. Ќе ги решаваме. Имаме сојузници. Ние сами спорот со Бугарија не можеме да го решиме. Дека се појави маш, нека каже, јас имам формула да го решам спорот Па добро, со Бугарија. реално ниту ВМРО ДПМН не кажува како би го решиле Па проблемот. ВМРО ДПМН не кажува ако победи што би правела. Да, гледав, вчера го гледав. Како интервјуто ќе на ги Мицкоски. решава проблемите, што на граѓаните им тежат. Кој е тој различен начин или што е тоа што оваа влада не го прави, што ВМРО би го направила? Она би избрала честни кадри, она би работела повеќе, она би се тоа приказки за мали деца. Ова е исто историска одлука. Историска. Потребна, историска. Ако ја направиме. Ако не ја направиме, Ако не ја направиме историска грешка, која по 10 на 15 години повторно ќе мора некој да ја прави, а како ќе им се обрати на луѓето што ќе ја загубат, што ќе ги загубат тие години, што ќе ги испратат своите деца надвор, тоа а многу манипулации има околу историјата, читанките и така натаму. нема никаква манипулација. Нема никаква манипулација. Само треба да ја прочитаме како што е. Од прилика, кога може да се очекува да продолжи седницата? Што ја прекина Џафери? Тоа не може со рок. Кога ќе се постигнат условите да може да се решава, идејата е сепак ова да биде консензуално. Можно ли е повеќе од 80? Македонците да се одважат и да исчекорат заедно. Сите говорат ако сме ние обединети, ние многу можеме. Еве шанса да се обединиме. Ама не биле вклучени. Не е точно. Секој беше вклучен во овој процес. Но они вклучувањето го разбираат да го одбиеме предлогот. Со одбивање на предлог не се оди напред. Со решавање на проблемот се оди напред. Има ли капацитет овој државно-политички врв властна опозиција да го реши ова прашање? Видете, прашањето на 80 гласа не е прашање на влада. Е прашање на целата држава, на сите граѓани и на сите македонци. Каде и како сакаат да живеат. Ако сакаат да живеат во нечисти влезови, со паркирање по тротоари, со неисчистено ѓубре, можеме да седиме уште. Па добро, тоа нема врска со влезот на бугарите во уставот сега. Ние тоа што плукаме по улица нема врска со влезот, тоа Па зависи има, со затоа што простотилук. кој ќе се приближиш кон културниот свет и ти ќе менуваш полека навикат. Ние тие навики ги имавме. Ги загубивме во оваа транзиција и ги загубивме во овие битки предавници и патриоти. Јас се надам дека ќе завршат тие битки на предавници на Треба да патриоти. посакуваме сите и да И работиме. веројатно можеби треба да се работи и владата треба да работи на сето тоа, на менување на мантрата, не на простотилукот, туку на малку на односот луѓе со луѓе, но тоа е друга тема.
Господин Пенов, благодарам што бевте Благодарам. дел од вестите од Дневникот на телевизија 24.